Колешката Елизабета е веќе на линк со својот гостин, а ние ќе продолжиме до предвестите со мала анализа на другите меѓународни настани во оној редовен термин. Елизабета, добро утро. Гледам дека си отприлike пред Скопската пошта, главна бетонска во центар на Скопје, ако не се лажам. Така е, добро утро. Денеска се наоѓаме во близина на новата железничка станица и поточно, како што кажа и ти Сашо, тука пред поштата. Оваа локација е неслучајно избрана, бидејќи тим од тројца архитекти направија идејно решение, проект насловен Кензо, кој што малку подоцна ќе можат и во текот на разговорот нашите гледачи да видат како е планирано да изгледа. Со нас денеска е една од архитектките, Ива Петрунова, која што ќе ни раскаже за тоа кога да очекуваме реализација на овој проект, зошто е осмислен и нешто повеќе околу деталите. Добро утро, Ива, и добро дојде во утренски брифинг. Добро утро, благодарам на поканата, добро ве најдов. Како што споменав на почетокот, вие сте дел од тимот кој што го осмисли проектот Кензо. Ќе ни кажете малку подоцна и кој се е останато во тимот, меѓутоа од каде дојде идејата првично за ваквото име, дали по Кензо танге, и што да очекуваме дека овде ќе се случува? Па вака, идејата најпрво дојде за време на овие долги карантински денови, кога рековме ајде нешто да направиме што би било по нашата струка. Решивме, го одбравме овој простор бидејќи ни изгледа многу дехуманизиран и многу запуштен. Всушност тука ништо не се случува, не знам, можеби 30 па и повеќе години. Како што можете да гледате дека е во лоша состојба, решивме според новите принципи на тоа што се случува сега во европските градови да направиме еден зелен проект кој би бил одржлив, биоклиматски, би ја подобрил архитектурата, всушност не архитектурата, туку целокупната состојба на оваа локација. Членови на тимот се јас, Ива Петрунова, доктор Радмила Томовска и Хикоран Муслио. Може ли да очекуваме негова реализација? Овој проект е ваш проект, меѓутоа го представивте ли до надлежните, до оние до кои што треба да го имаат, јас би рекла, и последниот збор за тоа како ќе се реализира, кога ќе започне да се реализира? Ние се уште сме во фаза на представување на проектов. Во тоа сакам да се заблагодарам на вас на медиумите за поддршката која ни ја пруживте. Моментално разговараме со некои општини, меѓутоа потребна е цела институционална синхронизација. Како за све друго во нашава држава. Проектот за сега не идува на многу позитивни реакции, меѓутоа тоа се позитивни реакции, до реализација има многу долг пат да се изоди. Не знам дали би се реализирал, меѓутоа се надевам дека долго кога не се реализира, нешто слично би се случило со концептот на планирање на града, значи повеќе зелени простори, јавни простори и слично. Мене ќе ми биде навистина криво доколку не се изреализира овој проект, бидејќи имав можност да го видам од вашата презентација. Мислам дека ќе можат и нашите гледачи да го видат од фотографиите кои што ги подготвивме, бидејќи станува за убав проект, зелен проект кој што има ставено акцент на екологијата. Барем таков впечаток мене ми остави. Дали ви беше тоа и вас идејата? Да, идејата беше секако ова сивило кога се наоѓа тука на конкретнава локација да се неутрализира, значи да се направи просторот позелен. Исто така летните температури кои тука се многу високи да се намалат, да се создаде пријатна атмосфера. Меѓутоа не е само биоклиматскиот фактор и еколошкиот фактор на оваа локација, тука и социјалниот простор, бидејќи како што може да се забележи, никаде тука во близина нема социјален простор за дружење на граѓаните. Овој простор покрај тоа што е зелен создава ново место на дружење и на социјална кохезија. Тоа значи зајавување на социјалните врски, повеќе дружење, повеќе рекреација на некој начин, која беше многу потребна, посебно сега во теков на пандемијата, кога требаше да се излезе на отворено и да се прошета низ градот. Кога споменувате дека не сте сигурни дали ќе се изреализира, јас би ве прашала дали имате никаква пресметка колку би чинела реализацијата, бидејќи знаеме дека кај нас најчесто сите се предводиме од финансиите. Ќе биде ли скапо да се реализира овој проект? Нема да биде скапо, бидејќи го правевме според новите принципи на тактички урбанизам, што значи дека проектот со најмалку можни средства треба да постигне најголеми ефекти за околината. Буквално тука, освен средување на партерот и челичната конструкција која се овиткува во зеленило, нема и некоја посебни градења, компликации, така што би требало да чини доста ефтино за во споредба со ефектот кој ќе го има.
Ива, јас би споменала за нашите гледачи дека вие сте магистар по архитектура, како еден млад архитект, како го гледате Скопје и градбите кои што постојано ги гледаме на секој чикор, на некого можеби му причат, на некого можеби и не, меѓутоа од страна на еден професионалец и млад човек како вас кој што има визија, верувам, за поубаво Скопје. За жал, Скопје е многу сиво, дехуманизирано и на секоја парцела никнува нова зграда која многу јасно дека се гледа само профитот, се гледа само да се направат станови, да се продадат или кој каква корист ќе има. За жал тоа мора да се промени. Скопје мислам дека и покрај тоа што сите го критикуваат, дека има потенцијал да се подобри да прерасне во град кој би бил здрав за своите граѓани и во кој би бил пријатно да се живее. Меѓутоа мора свеста кај граѓаните, исто така и кај властите да се подкрена. Бидејќи сите живееме во истиот град, сите истиот воздух го дишаме, така што мислам дека доколку навреме се свестиме, сепак Скопје има потенцијал да прирасне во нешто подобро. Овие згради кои сега се градат, веќе најдуваат на остра критика во јавноста и веќе почнуваат архитектите да реагираат на некој начин, така што се надевам дека на крај ќе биде позитивен исходот од сето тоа. Некаде пред крајот на разговорот би сакала да ве прашам, и имате ли некаков рок на реализација, доколку добиете зелено светло од надлежните, има ли рок на реализација, за колку време би можеле да уживаме во таа зелена оаза, би ја нарекла? За неколку месеци би можел да се изведе целиот проект, меѓутоа конкретен рок немаме, бидејќи почнавме од еден проект, сега гледаме како ќе одат понатака работите, па не би знаела точно да кажам, а не би сакала ни да шпекулирам со информации, така. Работите ли на нешто друго во моментов? Може ли да очекуваме некои слични вакви проекти? Да, сега го работиме на уште 2-3 проекти, јас и мојот тим од колеги, така што се надевам дека и тие ќе ги има некаде во јавноста наскоро. Ива, ти благодарам за денешното вклучување во утрински брифинг. Се надевам дека им се допадна проектот и на нашите гледачи кои што можеа да го видат од вашите фотографии. И исто така се надевам дека многу наскоро ќе можеме да уживаме во зеленилото овде во центарот на градот. Благодарам многу за поканата, ми беше чест и радост што разговаравме. Уште еднаш ти благодарам. Ние се одјавуваме од новата железничка станица, која што можеби наскоро на ова бетонско место ќе прерасне во една убава зелена површина. Благодарам, Елизапета. Инаку таа нова железничка станица е стара веќе сигурно до 40 години. Ама се уште го носи името нова железничка станица, бидејќи старата е онаа што требаше да биде и треба да биде и е музеј. Ја нема веќе одамна, не е во функција. И не е во функција и така натаму. Одлична идеја на овие млади архитекти. На вистина тоа изгледа таму прилично запуштено и ако ова се оствари, треба да видиме дали ќе се оствари, ќе се хуманизира и тој дел од Скопје. Елизабета, благодарам.